Сега бев на кафе со една другарка која што има фирма и ми кажува дека платата за општ работник е 24.000 денари. А некоја другарка која што има високо образование, е вработена во некоја друга приватна фирма, има високо образование, многу повеќе работни обврски, зима повисока плата 37.000. Знаете што имам да кажам за ова? Супер, браво, треба да се работи. Поддржувам, почитувам многу. Многу подобро да се работи отколку да не се работи. Ама сите кои што сте се сретнале со мене, сте добиле прилика од мене да соработувате со мене како ваш ментор и не сте ја прифатиле. Лудост. Моја соработничка во незиниот втор месец имаше чек од 520 евра и малопродажба од 800 евра без директно нешто да продава, туку клиенти на кои што ние им ги даваме нашите услуги, им помагаме да решат некој нивни проблем. Вкупна заработка 1300 евра. Вкупно време потрошено за заработка на овие пари 10 сати во 30 дена. Може би вас ке ви требаат повеќе вештини да стекнете, може би вас ке ви требаат 30 сати во месецот. Дали е тоа многу за почеток да започнете со дополнителна работа? Немате пари за инвестиција? За тие што се веќе вработени и сакаат 300 до 500 евра дополнителни, инвестицијата е 150 евра. Ако минатото лето сте биле на одмор, тоа значи дека можете да си дозволите и да инвестирате во подобра иднина за себе, вашите деца и така натака. Кој е заинтересиран, нека ми пише.